Почитувани гостин во овие интервју е министерот за европски прашања Орхан Муртазани. Министер Муртазани, добре дојдовте во студиото на МИА. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Да почнеме веднаш. Ставот на владата е да добиеме гаранција од ЕУ дека по усвојувањето на уставните измени нема да има повторни блокади од страна на Бугарија. Вие бивте на самитот во Брисел на 18 декември со лидерите од Западен Балкан. Дали од некои земји членки добивте такви гаранции? Какво е расположението внатре во ЕУ околу тоа? Прво, дозволете ми да кажам дека билатерализацијата на процесот на пристапни преговори во Европската Унија не станува проблем само за земјите кандидати, туку почнува да станува сериозен проблем и за самата Унија. Особено сега кога при затварањето на поглавјата на Црна Гора и Хрватска најави одредени блокади. Исто така и за други земји кандидати во најава има одредени блокади и билатерализацијата на процесот на пристапување до Европската Унија не создава штета само за земјите кандидати, туку за Европската Унија. Земјите членки и институциите кои што ја представуваат Унијата секако дека се свесни за овие проблеми и нашите аргументи ги слушаат со големо внимание. Ние на неколку наврати, заедно со премиерот, сме се обиделе да објасниме дека презамените обврски во однос на спроведувањето на уставните измени стојат како такви, постои политичка воља и спремност тие да се носат, меѓутоа, при тоа мора ние да го заштитиме процесот од понатамошна билатерализација, особено од една дополнителна причина, бидејќи дизајнирањето на процесот на пристапување е при спроведување на одредени реформи, се извинувам, и одредени европски стандарди. Нема никаква смисла ако овој процес ние го тераме врз основа на одредени историски случувања во 11, 12, 13 век. Затоа, ако пристапувањето треба да не направи, односно процесот кредибилна земја за влез во Европската Унија, процесот мора да се насочи во реформите и постигнувањето на стандардите. За ова има разбирање во Брисел, има поддршка, не само во нашиот случај и пошироко да се реши, останува на нас преку билатерални иницијативи да се надеваме дека овие обиди во соседна Бугарија ќе завршат со солидна стабилна политичка влада, со која ќе седнеме да разговараме, бидејќи билатералните договори создаваат обврски за двете страни. А со договорот за добрососедство и пријателство, Бугарија е обврзна да не поддржува, а не да не блокира. Председателката Силјановска-Давкова во годишното обраќање кажа дека единствено можно решение е уставни амандмани со одложено дејство и дека тоа би било вин решение и за Бугарија, бидејќи на тој начин таа би го исполнила своето барање, од друга страна ќе ни помага во процесот на евроинтеграција. Дали очекувате новата политичка влада во Софија да го прифати овој предлог? Прво, лично моје мислење и впечаток од сите досегашни состаноци е дека не е добро да инсистираме само на едно решение. Ние да инсистираме, да ги браниме нашите позиции и да ги елаборираме истите. Бидејќи ако инсистираме само на едно решение, тогаш не знаеме каде би можело истото решение да не води, особено имајќи предвид дека ваквиот предлог, како што се сеќавам, беше одбиен од бугарската страна уште прие францускиот предлог, прво, и второ, не дека земјите членки имаат спремност овој предлог така да го поддржат. Меѓутоа, тоа е прв чекор кој што јас сум сигурен дека може да не води кон изнаоѓање на предлог кој што ќе биде прифатлив од двете страни. Реформската агенда поврзана со планот за раст, со кој што земјава треба да добие 750 милиони евра е усвоена. За неа добивме и меѓу највисоките оценки од страна на Европската комисија. Дали е реално незино исполнување, дали имаме капацитети да оствариме целта до 2027 година? Например, во делот за управување со јавните финансии и реформа на јавната администрација се предвидени вкупно 111 милиони евра. Дали навреме ќе се реформира администрацијата за да ги добиеме овие пари? Прво, се согласувам, реформската агенда е многу амбициозна
меѓутоа е една, да речем, експресна трака, која што сите тие реформи кои што години назад се одговлекувале, да може да ги затвориме за една рамка од 3 години. Во 2024 година предвидени се 4 чекори во вредност од 17 милиони евра. Од тие 4 чекори, 2 се веќе исполнети, една е делумно исполнета и другата е при крај. Имајќи предвид оваа динамика, мислам дека нема да имаме големи проблеми при имплементација, особено поради фактот што јас лично како министер сум имал координативни состаноци со сите министри кои што се дел од реформската агенда. И како министерство имаме на располагање голем број на инструменти преку кои можеме да ги поддржиме министерствата. Секако дека има предизвици, секако дека ќе има проблеми, меѓутоа ние мора да се фокусираме на изнаоѓањето на проблемите. При оваа прилика морам да истакнам дека нашата реформска агенда беше пофалена лично од претседателката фон дер Лајен и користам прилика да им се заблагодарам на сите експерти и цела администрација која што интензивно работеше и ќе работи на овој проект. Кога можеме да ги очекуваме парите од првата транша, односно 75 милиони евра? Беше најавено дека ќе стигнат до крајот на годинава. Од што ќе зависи исплатата на втората транша, односно кои закони точно треба да ги исполниме за втората транша, колку ќе изнесува втората транша? Првата транша првично беше предвидено да стигне до нова година. За тоа имавме две предуслови: договорот за ратификација, односно договорот за инструмент за раст и ратификација во собранието и договорот за задолжување, односно заем, истиот да се ратификува во собрание. Поминати се во влада, јас сум го потпишал договорот за инструментот за раст, се чека многу брзо собранието истите да ги ратификува. Меѓутоа, бидејќи станува збор за нов сет на реформи, не само за земјите кандидати од Западен Балкан, туку и за Европската комисија, првичните рокови декември 24 се поместени крај на февруари и првиот период за репортирање за спроведените реформи, кој што беше 15 јануари, е поместен за 15 март. Ова е дополнително време кое што ни дава нас уште една можност да се дополнително консолидираме. Понатамошните исплати ќе се направат после 6-месечните евалуации, односно извештаи. Во 15 јули, кога ние ги собереме сите податоци, колку од реформите се спроведени, а тоа, ако реформата е носење на закон, објавен во службен весник, или носење на одредена стратегија, или носење на одредена одлука од владата, а кога истите ќе се подкрепат со документи и ќе се испратат во Брисел, колку од тие реформи се спроведени, толку пари ќе добиеме. Првата транша е аванс од 52,5 милиони, меѓутоа понатаму наредните исплати зависат од динамиката на спроведување на реформите. Министре Муртазани, дали бевте изненадени од последните менувања на црната листа на Соединетите Американски држави? Јас лично не, и пошироката јавност во Северна Македонија не. Изгледа дека само дуи уште глуми дека се изненадени. Тие изгледа не ја сватија пораката од претходното ставање на црната листа на Рамиз Мерко, која што беше јасно упатена порака дека коруптивното владење или користење на власта и стратешките партнерства за лично богатење не се амерички стандарди, не се европски стандарди. Меѓутоа, мислам дека ова беше една хирушка интервенција и ние како нова влада мора и ние да ја сватиме пораката, дека процесот на реформи и водење на држава треба да се направи согласно законите и во корист на граѓаните. Сите тие кои што досега држеа монопол на евроатлантскиот процес, еден по еден завршуваат на црните американски листи. Дуј ве обвинува дека како коалиција Вреди не се залагате доволно за правата на албанците, последно беше за законот за употреба на јазиците. Од вашата коалиција пак возвратија дека, цитирам, преку инсталации во Уставниот суд сакале да предизвикаат меѓуетнички тензии за избегнување на одговорност на корумпираните поранешни функционери. Апсолутно.
дури од првите седници на влада, кога беа презентирани одредени наоди дека може да значат одредени кривични пријави, кога ние потегнавме, ги задолживме МВР институциите да постапат, тие осетија дека следува период на одговорност. Затоа ги отворија тие теми кои што тие самите тврдеат дека се затворени. Кога ДУИ премина од етничка партија во партија која што ќе спроведува зелена агенда, тогаш сите челници на ДУИ, Али Ахмети, рекла дека етничките теми се абсолвирани и затворени. Ова е прво. Второ, иницијативата во Уставниот суд не е нова. Е од 2019, кога председател на Уставен суд беше актуелен пратеник од Европскиот фронт кој што го предводи ДУИ. Овие теми кои што сега се обидуваат да ги отварат во јавноста, не се теми за да ги заштитат албанците, бидејќи дури тие владеа за 20 години, 200.000 албанци ја напуштија земјава. Ова се ниски обиди да ја изманипулираат јавноста за да можат да се заштитат себе, оти гледаат, а јавноста веќе гледа дека следува процес на одговорност. Министре Муртазани, кои ви се стратешките планови за 2025 година како Министерство за европски прашања? Прво, интензивно работиме на финализација на структурата за преговарање. Тоа е една комплексна операција која што ќе треба да ангажира помеѓу 1200 експерти од администрацијата и од пошироко. Ги добиваме скоро сите скрининг извештаи, од 6 кластери 5 се веќе добиени. Таму има одредени препораки кои што ова структура мора да ги стави во функција, да им ги додели на институциите за да можат да работат на спроведување на реформите. Интензивно работиме на зајакнување на ИПА структурата и реализација на ИПА програмите, бидејќи таму има голем простор за зголемување на капацитетот на апсорбција, редовно имплементирање на препораките од структурата и обврските од структурата на стабилизација и асоциација, која што е основа на целиот евроинтегративен процес и што е најбитно за планот за раст, ја финализираме одлуката за воспоставување на структурата, бидејќи како што знаете, со одлука на влада имаме само поставен национален координатор, односно јас за спроведување на реформата, меѓутоа ќе ни треба комплетен систем за имплементација, мониторинг и евалуација, за да сме сигурни дека процесот на спроведување на реформската агенда оди како што треба и ако некаде се соочуваме со одреден проблем, да можеме, односно да имаме можност брзо да интервенираме. Овие се главните приоритети, меѓутоа секако дека главната политичка обврска е динамизирање, понатамошно динамизирање на целокупниот процес на евроинтеграција. Министер Муртазани, ви благодарам за интервјуто. Благодарам и вас.